Добро дојдовте во урбаните вести. Во јуни годинава продажните цени на производителите на индустријски производи вкупно останале непроменети на месечно ниво, а се повисоки за 3,2% на годишно ниво, објави денеска Државниот завод за статистика. Со останатите вести продолжуваме веднаш по генералната најава. Се реконструира фасадата на Средното електротехничко училиште Михајло Пупин. На ФЕИД слободни 650 места и модернизирани студиски програми. Вечерва започнува Културно лето Карпош 2017. Во 13 од вкупно 22 средни училишта на територијата на град Скопје во моментов се извршуваат градежни зафати за санација и реконструкција на училишните згради, онаму каде што има потреба. Во Средното училиште на град Скопје Михајло Пупин во тек е реконструкција на дел од фасадата на училишната зграда, како и реконструкција на физкултурната сала. Во текот на летниот распуст во 13 средни училишта на територија на град Скопје се изведуваат градежни работи за реконструкција на објектите и спортските сали. Замена на покриви, подови, санитарни јазли, столарија, реконструкција на фасади и уредување на дворната површина. Се работите кои според потребата се изведуваат во сите 13 училишта. Во Средното училиште на град Скопје Михајло Пупин во моментов се реконструира северната фасада на објектот, како и реконструкција на физкултурната сала. Дел од фасадата на ова училиште се обложува со плочи од стиропор со дебелина од 10 см, за да се постигнат стандардите за енергетска ефикасност. А во физкултурната сала се заменуваат прозорците, се санираат спортските реквизити, се молерисуваат внатрешните ѕидови, а ќе се изработи и термоизолацијска фасада. Во училиштето се уредуваат и работилници за поефективна практична настава на учениците. Се инвестира во обнова на северната фасада, на дел од северната фасада, бидејќи минатата година едниот дел беше реконструиран, практично со тоа се прави енергетски ефикасна фасада, значи ова северната, и исто така се инвестира во обнова и реконструкција на спортската сала. Мене ми е драго кој што ова училиште, значи со неговиот изглед допринесува меѓу другото, значи со изгледот и со опремувањето на лабораториите. Покрај оваа лабораторија имаме уште две лаборатории по кои што во изминатиот период беа направени, се овозможи да што повеќе ученици се запишуваат во училиште, така да ако лани се запишаа 96 ученици, оваа година има околу 170 ученици запишани во првата година, што јасно зборува дека се зголемува интересот на учениците во градот Скопје за да се запишуваат во средните стручни училишта, особено еве во ова училиште од областа на електротехника. Училиштето денеска ја представи и реновираната лабораторија по електротехника во која учениците ќе имаат можност преку интерактивни алатки и имплементација на виртуелните мерни системи да се стекнат со врвни знаења што ќе бидат вреднувани на пазарот на трудот. Всушност ние трагајќи по одговор на прашањето како да се подготвиме и да одговориме на силниот развој на техниката и технологијата, на новите научни сознанија и новини, да учениците, излегувајќи од ова училиште, утре бидат апсолутно подготвени и употребливи на пазарот на трудот. Го создадовме овој кабинет кој што всушност ќе нуди нова технологија, би рекол, на работа, зашто наставниците ќе добијат и дополнителна обука и која што практично ќе значи отварање на процес на активна настава во нашето училиште, но во делот на самата струка. Улица во должина од 170 метри се реконструира во населеното место Сушица. Покрај оваа улица ќе се обноват улиците и во останатите населени места во општина Петровец.
Летната сезона како најповолна за изведување градежни зафати ја користат и градежните екипи на општина Петровец. Именно периодов се работи на реконструкција на улица во населеното место Сушица во должина од 170 метри, со што ќе им се олесни движењето на жителите во ова место. Покрај реконструкцијата на улицата во Сушица, инфраструктурни зафати наредниот период ќе се одвиваат и во останатите населени места на територијата на општината, со што десетина улици во Конјари, Огњанци и Сушица ќе добијат комплетно нов лик. Моментално градиме нова улица во населеното место Сушица во должина од 170-175 метри. По завршување на улицата во Долно Конјари, ќе продолжиме да се спуштаме надоле, ќе имаме израдба на улица во Долно Конјари, израдба на улица во Рженичино, во Петровец. Со цел да се подобри работењето на локалната самоуправа, 14 граѓански организации денеска потпишаа договори за грантови во рамки на проект финансиран од Европската Унија. Предвидено е да се зголеми транспарентноста на локалната власт со подобри информации и на вклученоста на граѓаните во носењето одлуки, со што ќе бидат поодговорни за животот во заедницата, како и да се придонесе и за економскиот развој на општините. 14 граѓански организации денеска потпишаа договори за грантови во рамки на проект финансиран од Европската Унија, преку кои ќе се утврдуваат стандарди за добро управување во локалните самоуправи, врз основа на така наречена Сигма принципи за јавна администрација. Проектот следење на принципите на јавната администрација во зачувување вредности на добро управување го спроведува Центарот за управување со промени во партнерство со Асоциацијата за менаџмент консалтинг МК 2000 и Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија. За спроведување на проектот Европската Унија удвои 70.000 евра, односно по 5.000 евра за секој грантист. Во рамки на проектот ќе бидат опфатени областите како се развиваат политиките и стратегиите на општините, како се управува со општинските финансии, како се обезбедуваат услугите кон граѓаните и како треба да се објавуваат информации. Крајната цел е локалните услуги да дадат подобри услуги на граѓаните. Исто така, ќе се работи на подобрување на транспарентноста на локалната власт со подобри информации и на вклученоста на граѓаните во носењето одлуки, со што ќе бидат поодговорни за животот во заедницата, како и да се придонесе и за економскиот развој на општините. Со проектот, граѓанските организации треба да се оспособат да се вклучат во застапувањето на политиките и влијанието врз актерите кои носат одлуки, за да можат да ги реализираат и да ги идентификуваат пропустите при спроведувањето на моделот за добро управување од страна на Европската Унија, поттикнување транспарентност, отчетност и сервисно ориентирана администрација. Активностите ќе се спроведуваат во тек на следната година, зашто ќе се иницира соработка со Министерството за локална самоуправа, со цел стандардите да станат пракса утврдена преку политиките на овој ресор. Вечерва започнува културно лето Карпош 2017. Деталите нешто подоцна во вестите. 650 места се слободни за упис на факултетот за електротехника и информациски технологии. Новата академска година ќе започне со модернизирани програми и тутори за студентите бруцаши. Факултетот за електротехника и информациски технологии ФЕИТ на Универзитетот Свети Кирил и Методи за новата студиска година 2017-2018 ги модернизираше програмите во согласност со новите трендови во образованието на инженери по електротехника и информациски технологии. Деканот на ФЕИТ Димитар Ташковски истакнува дека ги следеле насоките на меѓународно тело за акредитација на високообразовни институции од нивната област, каде се наведени основните знаења и вештини, што денес треба да ги поседува еден модерен инженер по електротехника и информациски технологии. Според него значајно за новите бруцаши е и воведувањето на професори и тутори, кои треба да им помогнат на студентите полесно да се прилагодат на новата средина, полесно да го премостат преодот од средно училиште на ФЕИТ, а потоа да им помогнат и во нивното усовршување.
На ФЕИТ има 650 места за бруцоши во учебната 2017-2018 година, од кои според конкурсот 440 се во државна квота, а 210 со кофинансирање. Достапни им се 7 студиски програми: електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија, електроенергетски системи, електроенергетика, управување и менаџмент, компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика, компјутерски технологии и инженерство, компјутерско-хардверско инженерство и електроника и телекомуникации и информацијско инженерство. Денеска започна да се реконструира подот на спортската сала во основното училиште Кирил Печиновик, со што 900 ученици ќе имаат подобри услови за изведување на активностите предвидени за часовите по физичко воспитување. Започна реконструкцијата на подот на спортската сала во основното училиште Кирил Печиновик во општина Киселавода. Со реконструкцијата предвидено е да се изврши поставување бетонска плоча, а дотраениот под да биде заменет со нов. Се работи за градежни зафати на површина од 440 метри квадратни, во вредност од околу 2 милиона денари. Предходно во ова училиште биле заменети сите прозорци, а исто така биле реконструирани и дел од тоалетите. Во основното училиште Кирил Печиновик настава следат околу 900 ученици. Од денеска до 1 септември во Карпош ќе се одржува 10-та културна манифестација Културно лето Карпош 2017. Во рамки на манифестацијата предвидени се настапи на пејачи, стендап представи, како и програма за деца. Денеска со почеток во 21 часот на платото во трговскиот центар Лептокарија ќе започне Културно лето Карпош 2017. Културната манифестација, која се одржува по 10-ти јубилеен пат, ќе стартува со музички концерт на шоуменот Игор Џамбазов, заедно со блуз-поп составот Гуру Харе. Традиционално, како и секое лето, втората половина на месец август е резервирана за летно културно освежување. Љубителите на културата и уметноста ќе можат да уживаат во концертите на наши музички звезди, културно-уметнички друштва и ликовни изложби. 15 дена секоја вечер, љубителите на различни музички жанрови како џез, поп, етно и народна музика, како и класика, ќе можат да присуствуваат и да уживаат во звуците и извидбата на наши пејачи и музички групи. Културната манифестација не ги заборава ниту најмалите жители, бидејќи секоја година има и музичка или културно-уметничка програма и за нив. Почитувачите на добриот хумор ќе може да се насмеат и расположат на стендап комедии на познати комичари. Повеќе од 2 седмици, карпушани ќе уживаат во музичките перформанси, културно-уметничките изведби, ликовни презентации, како и разнообразност во понудата, за да се задоволи сечи вкус на секој кој ќе биде дел и од оваа незаборавна културна манифестација. Централната локација на која ќе се одвива Карпошовото културно лето ќе биде платото во трговскиот центар Лептокарија. Културната манифестација ќе ја затвори познатиот македонски кантавтор Венко Серафимов, кој на 1 септември ќе одржи концерт во придружба со познати музички имиња од македонската музичка естрада. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека делови од центар, аеродром, Киселавода и Шуто Ризери ќе останат без електрична енергија. Од 9 до 11 часот, утре без електрична енергија ќе останат корисниците од улицата Пито Гули, броевите 11, 27, 29 и 31 во општина Центар. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути, без струја ќе бидат корисниците од објектите спорти салата Јане Сандански, булеварот Асном, 54, 56, 58 и 60 во општина Аеродром, а од 9 часот и 30 минути до 15 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улиците Пелагунија и Брсјачка буна во општина Шуто Ризери. Без струја од 8 часот и 30 минути до 14 часот и 30 минути ќе бидат корисниците од улицата Демостенова во општина Киселавода. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекините се поради закажани технички зафати во електромрежата.
Следува период на претежно стабилно и потопло време. Дневната температура ќе биде во постепен пораст, но ќе се задржи во рамки на просекот за овој период од годината. Утре и задутре ќе има локално зголемување на облачноста и услови за појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. МТМ Метео е следната содржина во урбаните вести. И при да се одјавиме уште една информација. Од 19 до 25 август 2017 година во Куршумлијан во Скопје ќе се одржи 8-то издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.